Добро вечер, почитувани гледачи. Во неколку изданија на емисијата Бизнис Агол сме говореле за енергетиката, за енергетската ефикасност, искористеноста на енергенсите и иднината на обновливите извори на енергија. Меѓутоа, денеска ќе преговориме од еден друг агол за тоа кои се можностите самите ние со мала инвестиција да ја подобриме енергетската ефикасност на домот во кој што живееме. Како да ги спроведеме на дело идеите кои најчесто се наоѓаат на интернет за производство и максимално искористување на обновливите извори енергија, како што се водата, сонцето, ветрот или пак биомасата. Наши гости денеска се Предраг Стојковски и Игор Мишевски, кои се пак дел од една поголема екипа која го основа и делува на темата енергетска ефикасност со истоимениот блог. Добро вечер на 20-та. Добро дојдовте во Прилеп. Фала, добро ве најдовме. Вие доаѓате од Битола и имате основано блог кој што можат сите да го видат, да го посетат на интернет, а името му е енергетска ефикасност. Зашто конкретно станува збор и од каде идејата за основање на ваков блог? Конкретно блогот зборува за тоа како можеме да се штедиме, рационално поточно да ја употребуваме не само топлотната енергија, веќе и електричната енергија. Исто така блогот се занимава со искористување на алтернативните извори на енергија, како што се сончева, ветерна енергија, енергија на биомаса, биогаз и така натаму. Идејата дојде сосема спонтано, екипата се претежно електроенергетичари, електроинженери, а јас сум единствен економист. Мене пред се одамно ме интересираше таа тема пред се од економски аспект, додека колегите повеќе со практичен аспект се занимава, дури има изработено и неколку мини проекти, се надевам ќе биде време во емисијата подетално да ги образложиме. Да, енергетска ефикасност е една од актуелни теми, пред се од причини дека постечките електрична енергија се добива пред се од необновливи извори на енергија, како што се нафта, газ, мазут, кои уште неколку децени ќе бидат и тоа е тоа, а од друга страна побарувачката, потрошувачката на електрична енергија и топлотната енергија е во пораст. Значи, тука мора да се најди баланс, значи, како рационално да употребуваме таа енергија и да ги повеќе искористуваме обновливи извори на енергија. Од стручен аспект, Игор да ни каже што значи енергетска ефикасност, бидејќи ти си по финансиите. Енергетска ефикасност. Се почесто се зборува, се разговара, се применуваат проекти. Еве само да споменеме дека во Прилеп пред недела дена заврши проектот за зголемување на енергетската ефикасност на основните и средните училишта. Но како можеме тоа дома да го направиме? Енергетска ефикасност како поим во науката е, да речеме, релативно нов и се фокусира во однос на начините на заштеда на енергија. Значи, не значи да се заштеди на комотноста која што ја пружа електричната енергија, туку да се добие истиот квалитет на комотност, дали се работи за затоплување со употреба на помало количество на енергија. Значи, тоа би значило ако пред некое време сте затоплувале една просторија на определена температура, да речеме со 1 киловат-час, сега тоа да биде намалено за определен процент. Начини за подобрување на енергетската ефикасност има многу, почнувајќи при самото производство, значи од местото кај што се произведува таа енергија, самиот транспорт на таа енергија. Значи и тука има релативни загуби кои што можат исто да има подобрување, меѓутоа најголема заштита на енергијата има при самото користење на енергијата. Значи во моментот кога ја користите, ако ја користите на правилен начин, со колку што може значи апарати со поголема енергетска ефикасност, вие го добивате истото тоа, но со помало количество на електрична енергија. Пластичен пример има многу. На пример, пред некое време објавивме еден пост за конкретно за готвењето, значи готвење во обично тенџер и готвење во експрес лонец. Значи, компарацијата некаде дека со експрес лонецот се заштедува 50 до 70% од електричната енергија.
Значи, при тоа се добива и квалитет, да речеме, на производ. Ова е една мала ситница која што, иако е едноставна, ако ја практикуваме често, може да имаме поголеми заштеди на електричната енергија. Од друга страна пак и на, да речеме, на светски рамки во Европа и во Америка, кога се планира ново производство, значи нов капацитет на производство на електрична енергија, тие парите ги пренасочуваат на зголемување на енергетската ефикасност на, да речеме, на стамбените објекти, и на тој начин заштедуваат и пари и се намалува потрошувачката. Еден пример е, например, во Америка, градењето на една нуклеарна централа чини колку 40 до 50 објекти, 40 до 50.000 објекти, значи ако се подобри енергетската ефикасност на тие објекти, не мора да се изгради таа нуклеарна централа, а при тоа ќе се заштеди повеќе стотини милиони долари и исто така ќе се зголеми бројот на вработени кои што работат во секторот на енергетска ефикасност. Така. Вие двајцата сте консултанти и може да ни кажете повеќе колку во светот, во Европа се вложува и се работи на енергетската ефикасност, а да направиме една споредба како е кај нас. Европа веќе е поодамна оддалечена во однос на нас. Конкретно Европска унија веќе има стратегија 3x20 до 2020 година, што значи зголемена заштеда на електрична енергија за 20%, поголемо учество на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија до 20%, се тоа до 2020 година. Поедини членки на Европска унија како Данска има дури стратегија да до 2050 година да стани независна земја од фосилни горива. Значи комплетно производство на електрична енергија и искористување на постоечката енергија да до 2050 година биде на таков ниво да не му е потребен ниту нафта, ниту јаглен, ниту било како фосилно гориво. За разлика од нив, Македонија има потенцијал, секогаш за сите области во Македонија има потенцијал, но тој потенцијал слабо се искористува. Конкретно сончевата енергија слабо се искористува, а имаме голем број на сончеви денови, преку 200, што, например, Данска ниту Германија не може да се пофалата, искористување на истата таа енергија на поголем ниво. Исто така, расипнички се однесуваме на користењето на електрична енергија. Конкретно во стамбените објекти кај што живееме, потрошувачка на енергија се движи околу 200 и повеќе киловат-часови по 1 метар квадратни на годишен ниво. За пример, во Западна Европа тоа е веќе спуштено на околу 100 киловат-часови. Дури постојат, се форсира изградба на тако речени пасивни објекти кои користат потрошувачка на електрична енергија уопште околу 50 киловат-часови по 1 метар квадратни на годишен ниво. Тоа значи дека сме многу далеко. Па многу далеко. Треба многу законски е направено, него како се тоа применува во пракса, тоа е веќе друга приказна. Постои и иницијатива за можноста домаќинствата сами да можат да произведуваат електрична енергија од сончева енергија, од сонцето. Колку сте приврзаници на тоа? Производството значи најдобар начин за користење на сончевата енергија во домаќинствата е производство на топлотна енергија, тоест на топла вода, бидејќи на тој начин самата енергија не мора да минува два пати низ самиот пренос, например од сончева во електрична и потоа од електрична во топлотна, туку директно го добиваме она што ни треба. Од аспект на производство на електрична енергија со фотоволтаици на ниво на домаќинство се уште не постои некоја регулатива кај нас, бидејќи ако произведеме дополнително количество не можеме да го продадеме на некој тоа количество на енергија, што не е случај например во Германија.
од друга страна, ако се произведи, мора некаде да се складира, да се користат батерии и потоа таа електрична енергија пак да се искористи за она што најчесто ни треба во домот, за топлинска енергија. Значи, моје лично мислење е дека во овој момент производството на електрична енергија на ниво на домаќинство е уште скапа и одвишна работа, освен во некои, да речеме, на некои места кај што нема достап до друга енергија. Значи нема линија од комерцијална електрична енергија, туку мора на некој начин да се создава електрична енергија која што е потребна за нормален живот. Меѓутоа, странските инвеститори видоа потенцијал во Македонија да можат да вложуваат во сончевата и ветерната енергија. Пелагонија, бидејќи вие доаѓате од Битола, веќе спомнавте дека 2 или 3 проекти веќе се дозволени од општината за да може да се произведува електрична енергија од соларната. Исто така има и еден проект и во Прилеп. Колку Пелагонија има можности за производство на електрична енергија од соларната? Па има потенцијал, како што реков преге, Македонија има преку 200 и нешто сончеви денови. Значи, потенцијалот е тука. Сега тоа што не се искористува, тоа е друг некој проблем. Точно во Пелагонскиот регион има веќе 3-4 централи до 1 мегават кои се планирани да се изградени, но се уште во фаза на припрема, на реализација, главном не се изградени. Кои се причините, тоа веќе морате инвеститорите да ги прашате. Исто така во Македонија во претходните 3 години, па и ова година беа големи најави на инвестирање на ветропаркови во Овчеполски регион, меѓутоа пак не се реализирани. Кои се причините, то не ќе да влегувам во тие приказни, ама очигледно нешто има чим не се реализирани досега. Ја би сакал да додадам дека овие 3-4 проекти за кои што збориме се проекти кои што има земена лиценца за субвенционирана цена на електрична енергија, за кој што државата гарантира дека ќе има откупи по таа цена и тие проекти веќе речиси скоро 2 години ја имат таа лиценца и тоа се едноставно 2 години загубени без производство на електрична енергија, а потенцијалите посебно во нашиот регион се многу големи, бидејќи, како што кажа Предраг, ние располагаме со голем број на сончеви денови. Тоа што тие големи се најавени како големи инвеститори, например, ја лично не ги гледам како инвеститори, бидејќи конкретно за регионов тие нема да донесат ништо ново, значи нема да се отворат дополнителни работни места, нема да се ангажира работна сила. И единствено што би можело да остане е даноците кои што би одеде за општините, што сепак е во ред на некој начин. Оно што е интересно со вашиот блог е дека имате поставено одредени клипчиња или пак насоки кои што граѓаните дури можат и сами да ги направат. Например, последниот проект беше направи сам колектор за топла вода од сонце, од сончевата енергија во износ од 1000 денари. Колку е посетен вашиот блог, колку има интерес од граѓаните за сите тие идеи и новини што ги презентирате, да можат и самите да го направат дома? Па, од кога се поставени тие туторијали, да речеме, направи сам, како што спомнавте, соларен панел за топла вода за помалку од 1000 денари или сончев колектор од искористени пивски конзерви или други некои конзерви, тој туторијали се симнати над 300 пати, значи интересот постои. Ете, тоа е еден доказ како на едноставен начин, без многу издвојување на парични средства, доволно е само добра волја и време да се направи, да се искористи таа енергија која ни е на дофатна рака. Значи, интересот постои, исто контакт имаме од нашите гледачи кои се интересираат не само како да искористат соларната енергија, веќе енергијата од биомаса, така например, во последните месеци голем интерес владе како да набават машини за
производство на брикети и пелети. Значи интересот постои. Тоа се, например, од флопи диск исто имаме така нешто мини ветерница, која е доволна, например, да се, ако сте во природа, да се дополни, например, батерија на мобилни телефон или батерија на фотоапарат или нешто така слично. Значи практични совети како Да. можат граѓаните да ги користат. Да. Исто така имате и одредени идеи за тие што сакаат да инвестираат во мали бизниси, за да можат да прават производство од тие обновливи извори на енергија и да ја подобрат енергетската ефикасност во своите компании. Постои ли интерес кај бизнис секторот, бидејќи и 20 сте консултанти, за да може да ја подобрат енергетската ефикасност при производството? Значи, областа на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија е иновативен сектор кој што доправа доаѓа во Македонија и веќе има компании кои што започнуваат да се бават токму со тој аспект, значи дали е производство на машини кои што на некој начин овозможуваат преработка на да речеме на биомаса. Веќе имаме многу компании кои што произведуваат соларни колектори за топла вода, има и за фотоволтаици. Има неколку иновативни да речеме некои иновации и тука во Прилеп и во Битола кои што можат да допринесат за развој на бизнис секторот. Единствено тука можеби е проблем недоволната поддршка, да речеме, од државата или од финансиските институции, значи овозможено кредити за старт на бизниси кои што ќе работат во тие сектори. Меѓутоа и покрај сите тие работи генерално ние добиваме речиси секој ден добиваме пораки од луѓе кои што го читат нашиот блог и кои што прашуваат за совети како да набават некои машини, да ги поврземе со некои од производителите. И тоа е една сатисфакција за нас, бидејќи на некој начин помагаме тие да си го најдат и својот финансиски интерес од и да видат ефекти од сето тоа. Во последно време, како што трендовски, значи се обрнува повеќе внимание, не е само трендовски, тоа е нормално и потреба за поголема енергетска ефикасност на домовите, на фабриките и воопшто во институциите. Исто така, голем дел во Македонија, барем оние кои што